Пред повеќе од 2 години во Штип започна изградба на затворен базен. Сега базен се уште нема, а прашање е дали воопшто ќе го има, констатираат од ВМРО ДПМН прашувајќи. После 28 месеци го прашуваме Благој Бочварски и надлежните институции. Дали се исплатени парите на граѓаните во износ од фантастични 600.000 евра на изведувачот? Доколку се исплатени, зошто базенот во Штип е нефункционален? Дали е покрената постапка поради пробивање на рокот за градба и пуштање во употреба на самиот објект? Од Агенцијата за млади и спорт на потенцираните прашања одговорија. Базенот во општина Штипе почна да се гради во 2020 година. Рокот на изведба согласно договорот е 18 месеци, но од оправдани причини истиот е продолжен до крајот на 2022 година. Градбата ќе продолжи во текот на наредниот месец. Не смееме да заборавиме дека во период кога требаше да се гради базенот имавме здравствена криза која не го заобиколи ниту градежниот сектор. Покрај здравствената криза и самиот изведувач има одпределени потешкоти и при неговото функционирање. Стои во реакцијата. Прес конференција, но на тема покачување на водата, ВМРО ДПМН имаше и во Пробиштип, каде проблемот ја го лоцира во јавното предпријатие Никола Карев. Затоа би сакале да ви информираме дека цената на водата со сметките за месец јуни е покачена за 9 денари по метар кубен. И тоа од 31,5 на 40,5 денари за физички лица, односно за 10 денари по метар кубен и тоа од 50 на 60 денари за правни лица. Во врска со обвинувањата од јавното предпријатие Никола Карев појаснија. Од ВМРО ДПМН треба да знаат дека јавните предпријатија одамна не се надлежни за менување на цената на водата. За тоа постои регулаторно тело, што значи дека требало тие да се обратат таму. Цената е јавно објавена на нивната страница. Инаку водата во Пробиштип е со иста цена од 2008 година, а во меѓувреме трошоците се неколкократно зголемени. Објаснија од јавното предпријатие Никола Карев.